Почитувани сограѓани, продолжувам со моите пресконференции посветени најнапред на сработеното во минатиот период и краток одговор на нападите од Социјалдемократскиот сојуз. Во тој смисол би сакал да сите граѓани ги потсетам за она што го реализирав во минатиот период. Се наоѓаме на лице место во кругот на ЈЗУ здравствен дом, меѓутоа во непосредна близина на концертната сала која што ја градиме. Пред мене или позади вас снимателите се наоѓа и новата градинка која што е во завршна фаза. Меѓутоа исто така би сакал да спомнам дека во непосредна моја близина или под паркот во изминатиот период завршивме со реконструкција на една од големите зони во Кавадарци, за што потрошивме повеќе од десетици милиони денари. Или тоа е средна зона за градот Кавадарци, кој што се протега по цела должина на улица Шишка. И десно од мене исто така да потсетам дека во изминатиот период со помош на владата на Република Македонија реализиравме проект за метадонски центар и центар за рехабилитација на една локација. Секако тука е ЈЗУ здравствен дом кој што во изминатиот период го помагавме со во делот на уредувањето на дворот, во делот на ПВЦ столаријата и нема да ги спомнам машините, превозните средства, амбулатните коли кои што беа донирани од страна на централната власт. Исто така ја користам оваа прилика накратко да искоментирам нешто од нападот од Социјалдемократскиот сојуз. Многу од работите кои што тие ги спомнаа веќе ги коментирав минатиот пат, меѓутоа ќе го искоментирам само состојбата со Северен булевар. Едно се во право, Северен булевар е во навистина катастрофална состојба. Меѓутоа, Северен булевар знаете дека е граден во еден изминат период. Точно не се сеќавам и од кого. И е причината зошто е во таква состојба најнапред е во неквалитетот во неговата изградба. Потоа, затоа што во изминатиот период голем дел од тешките товарни возила го оштетија дополнително, бидејќи носивоста на тој пат не е каква што требе. Меѓутоа, и да не заборавиме дека во изминатиот период имавме минусни температури до минус 20 и над 20, многу снег и мраз кој што придонесе да имаме таква состојба. А зошто досега не е завршен со крпење? Одговорот е тоа дека нема ниту една асфалтна база, тие се од пред неколку дена отворени, така што во наредниот период ќе биде искрпен комплетно. Сакам исто така и да искоментирам уште една работа, а тоа е поврзано со нивното учество или неучество во локалната и во централната власт. Ноторен факт е, и тоа не можете да ги излажете граѓаните на Кавадарци, дека вие бевте исто колку и ВМРО ДПМН на централна власт и знаеме сите дека централната власт одделувала дел од тие буџет или тие финансии за градовите ширум Република Македонија. Меѓутоа, бидејќи дотега не испаднавте на пресконференција и да покажете што сте сработиле, логична последица е дека ништо вашата централна власт не е насочила кон локалната власт. И исто така несоборлив е фактот дека во изминатиот период бевте партиципиенти на локалната власт, независно од тоа дали градоначалникот бил или не бил од Социјалдемократскиот сојуз. Во тој смисол, по не знам кој пат, повторно ве поканувам, како партиципиенти, внимавам на ова што го зборувам, на локалната власт, како директори од локалната власт, како авторитети, партиципиенти на локалната власт, меѓутоа и како директни учесници во централната власт, ве повикувам уште еднаш да испаднете на терен и да со прст покажете на објект кој што вие сте го сработиле во изминатиот период.